По цели 60 години граѓаните на Бутел 2 ќе добијат нова градинка. Родителите ќе може да пратат над 200 дечиња во предшколската установа, каде што ќе добијат пристојни услови за престој, грижа, ран детски развој и подготовка за на училиште. Инвестицијата е вредна 1.600.000 евра. 50% од градинката беше нефункционална, а останатите 50% беа навистина субстандардни, лоши, исклучително лоши услови за предучилишна возраст, за најмладите, и навистина со овој голем чекор ќе направиме нови модерни услови за дечињата во предучилишна возраст. Минатата седмица беше ставен и камен темелник за ново училиште во Драчево. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани уверува дека грижата и едукацијата на децата ќе бидат главен приоритет на оваа влада. Ќе продолжиме да го зголемуваме просториите и кадровскиот капацитет на детските градинки, имајќи предвид важноста на предучилишното образование во понатамошниот развој на децата. Премиерот Мицкоски ветува дека владата интензивно ќе работи за да се најдат решенија за проблемите на граѓаните. Оваа година за прв пат општините ќе може да конкурираат за пари од буџетот со проекти вредни 250 милиони евра. Тој ги охрабри градоначалниците да аплицираат за изградба на капитални објекти како училишта, градинки, инфраструктура. Вели дека не сака да зборува за ветувања, туку за нивна реализација. Улици, булевари, се уште по кал се гази. Тоа се проектите кои што ќе бидат финансирани од оваа влада. Нема да зборуваме за приказни, нема да зборуваме за сделки кои што имаат сомнителен карактер. Средствата ќе бидат префрлени до општините, откако претходно општините ќе достават проекти на наменска сметка, нема да бидат префрлени на сметка редовна на општините за тие да ги користат за теков на ликвидност, плати или плаќање на стари долгови. Точно ќе се знае за кој проект, колку средства, како ќе бидат потрошени. Парите за општините ќе бидат префрлени од централниот буџет. До крајот на месецов ќе има ребаланс и ќе се знае од каде ќе се скрати за да им се помогне финансиски на локалните власти. Летово општините ќе ги довршуваат проектните документации за проектите, а веќе во септември ќе може да аплицираат на јавниот повик на Министерството за локална самоуправа.